По пауза од една година, Општина Кочани во соработка со Асоцијацијата на новинари ја организира манифестацијата избор на најдобрите во спортот за 2021 година. Церемонијата на прогласување на најуспешните и доделувањето на наградите зачината со пригодна музика се одржа во ресторанот Аледар, а присуствуваа голем број спортисти, спортски работници и представници на локалната самоуправа. При тоа беа доделени плакети, признанија и награди во 5 категории: најдобри млади надежни спортисти, тренер, најдобра спортска екипа и најдобар спортист на Кочани за 2021 година, како и признанието на придонес во развојот на кошарката. Титулата најдобар спортист на Кочани за 2021 година му е доделена на гимнастичарот на клубот за гимнастички спортови Кочани Ристо Симеонов, а плакетата му ја врачи градоначалникот Љупчо Папазов. Ова е голем престиж за мене и многу сум благодарен што го добивам ова признание. Сакам да испратам голема благодарност до клубот, до мојот тренер и до мојата фамилија која беа поддршка сите овие години додека беа напорните тренинзи. И благодарам на сите, исто така и на општината и на комисијата која ми избра. Тренирам од мојата 5-та година, тоа е 13 години и во минатите години имам забележано многу успеси како на државно, така и на меѓународно ниво. Во 2022 година очекувам да продолжиме со подобро темпо. Се надевам дека состојбата со пандемијата ќе се стабилизира повеќе, така да ќе имаме повеќе простор за тренинзи и ќе можеме да го покажеме нашиот квалитет на меѓународно ниво. Плакетата за најдобра екипа за 2021 година отиде кај џудо клубот Гладијатор, а ја прими претседателката на клубот Вера Шекеровска. Признанието најдобар тренер во 2021 година го доби тренерот на ГФК Особово Александар Андов. Со долготраен аплауз од многа беше проследено доделувањето на признанието плакета за развој на кошарката во Кочани, постхумно на Сашо Лазарев Чапо, која ја прими неговиот син Дино. Признанија и благодарници добија сите 13 пријавени млади спортисти кои се иднината на кочанскиот и македонскиот спорт.